колегата Виктор Младеновски да започнеме и со презентацијата. Добар ден, почитувани присутни. Во екот на кампањата за публицитет на оваа мерка има објавено и јавен повик за користење на средства од мерката и истиот беше објавен пред во петокот и трае 45 дена и ве охрабрувам да аплицирате на овој јавен повик, да поднесете поддржани, издржани, квалитетни проекти. Комплетни барања, ви напоменувам пред се, затоа што во интерес на времето и ефикасноста на работењето на платежната агенција, одлучено е да се разгледуваат само комплетни барања и онаа можност за надополнување на барањето, што претходно ја имавте и ви се дава одреден временски период за да се надополни барањето, таа можност сега ќе ја нема. Сето тоа во интерес ваш, за да има повеќе јавни повици, за да се скрати времето на обработка на барањата, преку вакви информативни настани, кампања, вие ќе знаете кои документи се потребни за комплетирање на едно барање за соодветна инвестиција и да може да поднесете комплетно барање. Воедно ве охрабрувам и да не контактирате директно телефонски или кога сте во Скопје да не побарате нас, се со цел да ви излеземе во пресред за да може да направиме што е можно поквалитетни барања. Инаку, оваа мерка диверзификација на фармите и развој на бизнеси е многу пати презентирана, па верувам дека и овдека и во Берово пред вас. Верувам дека сте добро запознаени што таа поддржува, дека освен инвестиции во земјоделски и преработувачки капацитети во руралниве средини, опфаќа и уште многу повеќе и поинакви бизниси од типот на рурален туризам, од типот на занаетчиски активности, од типот на непрехранбени, од типот на непрехранбени производи, типот на услуги, социјална заштита и така натаму. Накратко ќе ве запознам со, како што може да видите и на слайдовите, да не ви читам, презентираме кои се корисници на оваа мерка. Генерално можат да бидат корисници и физички и правни лица и задруги. Меѓутоа, секој корисник треба соодветно да се докаже пред агенцијата, соодветно да докаже својот статус, односно економската дејност. Од условите кои што треба да ги задоволуваат, прв и основен услов кој што треба соодветно да го докаже барателот, тоа да, ако е земјоделско стопанство, биде запишено во фарм регистарот, физичките лица занаетчите и угостителите соодветно регистрирани во општината за некоја дејност, ако е тоа рурален туризам во општината, нели се има угостителски капацитети кои што се регистрираат, правните лица запишани во Централен регистар на Република Македонија и задругите исто така. Новите инвестиции кои што се предложени од физички лица мора да ја докажат својата економска активност, односно регистрирањето по завршувањето на инвестицијата, затоа што во моментот на аплицирање тие предлагаат нова инвестиција и всушност на терен немаат ништо што би регистрирале. Затоа кога ќе завршат инвестицијата и поднесат барањето за исплата, тогаш треба да се регистрираат. Од оние услови кои што се бараат во ИПАР програмата да се докаже собственост или право на користење на земјиште,
образование на барател и вработеност на правното лице во барем едно од одговорните лица во правното лице кој што се јавува барател, може да видите на слайдот дека се бара собственост или право на закуп од најмалку 7 години од денот на поднесување на барањето. Барател мора да има средно образование или пак со соодветен сертификат за некоја обука да докаже поврзаност на инвестицијата со соодветниот тип на обука. Извинете. И во случај на правни лица баратели, едно лице мора да биде со воработен однос од најмалку 5 години во правното лице барател. Од секторите кои што се подржуваат во оваа мерка, ви напоменав на почетокот, мерката е доста колажна, опфаќа многу различни сектори, од алтернативно земјоделско производство, несоодветно алтернативно земјоделско производство, производство на прехранбени производи и белоци или производство на непрехранбени, за нечиството, услуги за земјоделците, услуги за руралното население и рурален туризам. Ова е све што е прифатливо во алтернативно земјоделско производство. Значи, одгледување на печурки, хортикултура, производство на семени, саден материјал, одгледување на дивеч, на животни, зајаци, птици, полжари, пчеларството е опфатено, одгледување на ароматични зачински растенија, брзорастечки дрва и рибарство. Во секторот производство на прехранбени производи и белоци, значи све што е храна е прифатливо за инвестирање. Во непрехранбените поддршката се однесува на производство на производи од метали, неметали, суровини, дрвни производи, текстил, стакло, пластика и така натаму. Напоменувам, како што гледате на слайдот, дека во упатството за корисници има посебен прилог 5, во кој точно се излистани непрехранбените активности кои што еден барател непрехранбените активности за кои еден барател може да побара поддршка. За нечиството е прифатливо сите типови на занаети се прифатливи за инвестирање преку ИПАРД. Услуги во земјоделството од ветеринарни до поправка и одржување на земјоделска механизација и машинските прстени кои што доста ги промовираме за изнемување на механизација и да се избегне трупање на механизација по одредени дворови. Од услуги за рурално население, кажав, услуги за поправка, одржување на машини, бела техника, компјутери, сервиси, за потоа социјална грижа за деца, за стари лица, обука и едукативни центри, кина, локална радиодифузија, спортски и рекреативни центри, информатички центри. Сето тоа е поддржано за инвестиции со оваа мерка. И руралниот туризам, во кој се вклучува и угостителството, до изградба на ресторани, кампови, придружни капацитети кон сместувачките капацитети, игралишта, базени и така натаму и така натаму. Од прифатливите инвестиции во оваа мерка се однесуваат на инвестиции во опрема и материјали за градба или реконструкција на објектите. Значи, со
оваа дефиниција се подразбира се што може да се изгради и да се опреми е прифатливо. Не се прифатливи набавки на жива стока и моторни возила, освен за посебни некои намени кои што се убаво објаснати во листата на прифатливи трошоци. Исто така и трошоците за инсталирање и на опремата се прифатливи во ИПАРД програмата. Сега повторно околу некои од критериумите за прифатливост на проектите, како и во минатото знаете, дека економската исплатливост на проектот мора да се докаже со соодветен бизнис план, во случај кога проектот е над 50.000 евра вредност, а ако е под 50.000 евра вредност, тогаш се доставува технички предлог проект.